Книжевна лабораторија на Стереолаб. Муабети за книги и стрипови, за промоции, книжевни фестивали и настани, интервјуа со писатели, преведувачи и илустратори. Муабети за сценарија, за филмови и серии, за текстови од омилени песни. Читање и скитања низ уметничките простори каде што царува зборот, а понекогаш и тишината. Муабети за книги, музика, филм и се помеѓу. Книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума. Секој вторник од 18 до 20 часот. Здраво, здраво. Значи, еве сме конечно во второто издание на Книжевна лабораторија на Стереолаб. Јас сум Билјана Црвенковска, а овде имам со мене во студио Лени Фрчковска. Овој пат во улога на експерт за книжевност за млади, за деца и млади и воопшто, мислам, Лени е човек кој што се занимава со книжевноста, со културата, со многу прашања кои што не засегаат нас и младите, значи воопшто современото општество. И овој пат решивме да направиме една мала комбинација, да речеме инспирирани од една книга која што излезе пред неполн месец во издание на Чудна шума. Тоа е книгата за младоста на норвешката писателка Лин Скобер. Но исто така, поради актуелноста на некои ТВ серии, како што е Адолесценција, за која што многу се зборуваше последниве недели, и исто така и некои други серии за кои што не сме зборувале толку многу, а треба да зборуваме, како Сексуално образование, Sex Education. Идејата ни е да направиме некои паралели, да зборуваме за тоа кои содржини се потребни за младите луѓе, зошто се тие потребни, зошто треба да ги имаме тука. И сега само би сакала да кажам на Лени едно добре дојде. Фала ти, Биби. Фала ти што ме викна. Сакам само малку да направиме еден вовед за зошто ја избравме оваа книга, зошто ќе зборуваме за неа. Малку ќе позборуваме, па ќе одиме со музика, па ќе се вратиме назад. Значи, оваа книга, она што ја прави, да речам, различна од книгите кои што се чиста фикција, е тоа што авторката направила, да речам, фикции базирани на вистински приказни на млади луѓе од различни возрасти, значи од 14 до некои 19, мислам дека се, или да речеме тука некаде, кои што иако се тие фикции, таа ги именувала монолози, значи тоа се лични приказни на млади луѓе, со кои што таа зборувала долго, правела интервјуа, некој од нив ги сменила, некој ги задржала речиси целосно, само ги променила имињата, а некој, како што вели самата, задржала и цели цитати и цели делови од тие разговори со млади луѓе. Добро, па тоа што го прави Скобер всушност многу важно и многу интересно, бидејќи постои цела една линија во теоријата на книжевност за деца и книжевност за млади. Велат дека таа е сепак производ на светот на возрастните, кои што им се на никој начин им се пласира на помлади луѓе, мајки предвид дека писателите се најчесто возрастни. Тука постои известна дискрепанца во годините, меѓутоа се повеќе читаме, гледаме, јасно ни е дека многу млади луѓе особено наоѓаат некои своји простори на интернет или имаат сопствени заедници во кои возрастните просто не се удел, меѓутоа и не знаат што таму се случува. Тоа што го прави Скобер, фактички, она не е суетна како писател, сака да влезе и од таму нешто автентично да извади и авторите да бидат млади луѓе и да зборуваат за тоа како они се соочуваат со битни прашања, што им е важно, низ што поминуваат, какви некои лични, автентични приказни, како ги доживуваат, како ги раскажуваат, и она само авторски ги уредува.
Така да оваа книга ја крши, односно, ја аргументира таа линија дека не можеби книжевноста за млади треба на никој начин да се отвори кон младите автори. Младите генерално, кои понатака треба да бидат водени низ тоа да создадат книжевно дело, бидејќи ќе остане таа дистанца помеѓу возрастните писатели кои што наметнуваат, условно кажано, некакви вредности и младите кои што се тука реципиенти. Значи, тука не им са книжевноста за млади, не им ја презентира некој возрастен кој што ја вобличил како таква, туку ја создаваат они. И тоа заради тоа е оваа книга толку добра и заради тоа е во известни делови толку трогателна кога ја читате, бидејќи е длабоко искрена, некој начин ја читате и успевате да пронајдете, да ги лоцирате зборовите на младите луѓе, на децата дури никаде, каде што она оставила простор, каде што ги оставила цели цитати. Оваа книга е реткост во нашата книжевност за млади, независно дали е македонска или е преведена, да е таква, да е дело на самите млади кои е вообличана во конкретни раскази. Мина ми се допадна исклучително, мислам дека исклучително книжевно дело. Така да би се направила добар избор да ја приведеш. Фала. Сега, јас ќе удам малку со музика, значи некако одбрав концептуално музикава да се врзе со нашата тема. И, како што ти кажав предходно, веќе долго време размислав што би можело да биде тоа и решив да одиме со песни кои што се поголемиот дел саундтрак од Stranger Things, серијата која што ги, како да речам, ги воодушеви младите секаде во светот и која што успеа да направи ревајвал на не знам колку песни од 80-тите години или од прилike 80-ти, почеток на 90-ти. Само затоа што младите толку многу се идентификуваа со ликовите во серијата, со самата серија, што и песните кои што им беа пласирани, тие ги прифатија веднаш, безрезервно. Одеднаш модата на 80-тите се врати во стилно облекување, музиката се врати, Кейт Буш со Running Up That Hill излезе повторно, мислам, сосема заборавена на број 1 на сите можни топ листи. И затоа решив да одиме малку со музика од 80-тите, односно повеќето од Кейт Буш. Со Кейт Буш ќе почнеме, да. Така што одиме со музика од Stranger Things. It doesn't hurt me, yeah, yeah.
leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Here's the Salvation Army band. Down by the riverside is bound to be a better ride than what you've got planned. Carry your cup in your hand. Look around, the leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe. It's the springtime of my life. Seasons change with the scenery, weaving time in a tapestry. Won't you stop and remember me? The land is the brand, and the sky is a hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. You said, go slow, I fall behind. The second hand unwind. If you're
Значи, назад во студио, ова е книжевна лабораторија, јас сум Билјана Црвенковска, Лени Фрчковска е со мене во студио. Зборуваме за младоста, всушност. Книга која што содржи монолози од млади луѓе. И би сакала да прочитам еден многу краток монолог и после да се надоврземе на него, затоа што мислам дека ќе ни отвори доста теми. Мама се плашеше минатиот петок. Мама се плашеше минатиот петок. Таа се плашеше од ГХБ, илегално такси што ти носи алкохол, хашиш што се продава долу во Грунер Лока, таблети во пијалакот, возрастни мажи што им продаваат пиво на млади луѓе, амфетамин, дроги за кои што не слушнала, водка, прав што го носат луѓето со себе и кој можеме да го внесеме без да знаеме, дилерите од плата, алкопоп, наркомани, сикспек, домашен алкохол, непознати пријатели со непознати навики, украдено црвено вино, алкохол во шишиња од сода и луѓе од западниот крај или Стовнер кои можат да донесат нешто што не разбираме што е. Мама објави на Фејсбук дека е со пријателка. Седеше со кокошка на главата и бокал црвено вино на масата. Ние бевме во кино. Добро бе. Значи, ова е еден од пократките раскази, можеби побазичен, да кажеме, никако поелементарен. Мене беше многу интересен, затоа што прави слика на една мискомуникација меѓу тоа како мајката го замислува животот на своето дете. 10 карикирани приказни од кои стравува и на крај како детето го радуле тинејџерот никако иронизира со мајката која што излегла некада со пријателка, објавила некоја релативно комична фотографија и немала појма додека ги замислувала тие приказни, апсолутно стравувала од нив. Тицава била во кино, ништо посебно. Меѓутоа целата приказна е приказна за никаква некомуникација која што веројатно во животите на луѓето најчесто резултира со некој погрешен тип на комуникација никогаш порано. Никако таа тема ми се наврати до нувеве која ја гледав во адолесценција и потоа читав за серијата, па читав некои текстови од некои психолози понатака, сите станаа, нели, сите почнаа за тоа да зборуваат за начинот на кој возрастните, особено родителите, најчесто од страв комуницираат со своите деца и имаат чувство дека треба да ги банализираат темите или која сакаат на нешто да ги предупредат, да ги исплашат, да го искарикираат тоа. Понатака нивните деца сваќаат дека не се објективно соговорници, туку им се наметнува на некој начин некаков авторитет, им се наметнуваат ставови. И никаков чуден однос на мок се воспоставува, кој што често понатака резултира со дистанца. И овој текст благо ироничен, а всушност приказ на тоа како се создава таа дистанца и како често резултира да со оние кои што сме најблиски, не можеме да ги искомуницираме нештата кои што се елементарни, не можеме да го соопштиме својот страв. И чисто не става неможност да искомуницираме, не можеме да ја пренесеме својата љубов и својата блискост. Така што, повторно, една од основните теми со која што оваа книга се занимава е односот, е споделувањето, разговорот и начинот на кој што младите луѓе треба да бидат третирани, односно како одговорни, способни да се разговара со нив, свесни многу повеќе од тоа што, најчесто многу повеќе од тоа што родителите мислат дека се. Тоа би рекла за овој расказ сега за сега. Мислам, мајката се плаши од сикспек. Просто тотална мискомуникација на различни времења. Она веројатно не знае зашто станува збори што е сикспек. И тоа е така. Прилично смешно. Да, јас само да кажам дека уште сме малку технички не писмени во радиово, така што ако се подизгубиме од време на време, ќе се вратиме. Ќе се вратиме. Да, мислам дека овој расказ намерно го одбравме прво и затоа што е вака, да речам, позабавен. Некои што ќе ги прочитаме, мислам, делови или цели понатаму ќе бидат малку помрачни. Меѓутоа, идејата е тотална мискомуникација. Значи, кога
кога младите мислат дека се неразбрани, тие не е тоа она младалачка, јас никој не ме разбира, никој во светот не ме разбира, него тоа многу реална состојба, ситуација во која што многу голем дел од нив се наоѓаат. Па веројатно затоа што се чисто и неислушане. Многу пати сме се нашли и сум сведочала такви ситуации во кои повозрастниот чисто пати родителот мисли дека однапред знае, може да предвиде што се случува и знае да покаже нетрпение, чисто и од страв. Веројатно чисто и од страв да наместо да го изслуша до крај неговото дете што му зборува, да заземе некој патерналистички став на водење, на предвидување, на давање инструкции. И тоа секогаш има некакви чудни последици подоцна. Да, ама мислам На разидување на цели светови. Имавме баш и во адолесценција сцена каде што полицаецот и неговиот син пробуваат да разговараат и синот пробува да му објасни и гледаме ситуација каде што таткото не сака, дури тој не може да го дослуша синот што се обидува да му каже. Веднаш почнува со прашање, што сакаш да ми кажеш? Значи не остава простор детето да се ослободи од она што го тишти за да може да почне да зборува. Да, апсолутно. Таа сцена кога возрастните беа апсолутно изгубени во школата и не успеваа да делуваа како нешто полиција, организирани, всушност беа упаднати во свет во кој не знаат кај е крајот и кај е почетокот и од кај да почнат да чешлаат. Така што да. Да, тоа беше една од додуша по-наивните сцени во таа серија. Пред да одиме понатаму со музика, би сакала само оно што е интересно во оваа книга е да, Лин Скобер, како што вели самата, таа е пресреќна што младите ја пуштиле да влезе во нивниот свет и да осети дел од она што тие навистина се. И интересно е што сите овие, да речам, раскази, монолози се испресечени со вистински цитати од кои што ги кажувале луѓето. И има еден одличен цитат кој што вика: има многу моќ во тоа да се биде возрасен. Мојот професор по физичко постојано го употребува тоа. Мисли дека е подобар од нас, но тој е само постар. Па, апсолутно. Мислам дека е ова идеален цитат да се заврши овој дел и да одиме со музика. Продолжуваме со Stranger Things саундтрак. Да, цело време. Better run, 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 run.
a beckoning voice that sends you spinning. You have no choice. You hear laughter cracking through the walls, it sends you spinning. You have no choice. Following the footsteps of a red dawn, onto your entranced, spellbound. Following the footsteps of a red dawn, onto your entranced, spellbound, 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 oh, oh. Spellbound, spellbound. And don't forget when your elders forget to say their prayers. Take them by the legs and throw them down the stairs. When you think your toys have gone berserk, it's an illusion. You cannot share. You hear laughter cracking through the walls, it sends spinning. You have no choice. Following the footsteps of a red dawn, onto your entranced, spellbound. Following the footsteps of a red dawn, onto your entranced, spellbound, 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 oh, oh. Spellbound, 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 following the footsteps of a red dawn, dawns, we are entranced. Following the footsteps of a red dawn, dawns, we are entranced, 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 dawns, dawns, dawns. Назад во книжевна лабораторија со Лени Фрчковска зборуваме за младоста, за младите луѓе и за содржините кои што им се потребни да ги имаат. Мислам дека немаме доволно да речам содржини за млади и не само што немаме доволно, туку мислам дека немаме ни добар начин како да дојдат до нив, особено затоа што тоа што ме зачуди. Ајде сега со адолесценција, знаеш, некако излезе, сепак беше многу популарна, сите видеа, сите пишуваа за неа. Меѓутоа, кога на мои пријатели, родители на тинејџери, млади луѓе, им зборував за sex education, за сексуално образование, не наоѓав на... Значи, не ја знаеа серијата, а беше доста популарна. Не наоѓав на премногу ентузијастични, да речам, реакции, бидејќи таа има доста експлицитни работи во неа, меѓутоа мислам дека тоа е најинтересен, најзабавен начин како можеш да дознаеш некои работи и да стигнеш вистинско сексуално образование преку една многу добра и забавна серија. Како и да е, ќе се вратиме на оваа тема. Сакав да прочитам само уште еден вака, како да речам, подолг расказ од книгата за младоста, кој што ќе отвори исто така, кој што всушност е како рековме тоа, само објаснувачки, бидејќи нема многу потреба. За него самиот текст кој ќе го прочиташ ќе биде
Самиот текст зборува за една семејна ситуација која што нема понатака зашто да ја комуницираме ја и ти све тука, меѓутоа текстот е многу убав и тој треба да допре до млади, не, он повеќе треба да допре до родителите на младите. Млад човек ова го кажува, он очигледно излегува таму каде што треба да биде. Ова е текст за родители и повозрасни роднини, така што го офорит Билјана, читај. Да. Значи, насловот е што посакувам за конфирмацијата, само да појаснам што е конфирмација. Значи, конфирмација во Норвешка е периодот кога, да речеме, младиот човек влегува во зрелост, нешто како наша полуматура, еве да речеме. Никој 15 години, мислам дека 14-15 имаат кога поминуваат низ конфирмација, па роднини се собираат, ручаци има, никој луѓе никаква нешто од црква се оде. Да, во црква подароци се даваат и така. Така нешто. Кога детето станува всушност зрел човек, тоа е влезот во зрелост. Да. Океј. Што посакувам за конфирмацијата, Чичкорор? Да не ја прекинуваш тета кога зборува или да ја навредуваш пред сите во семејството. Да не се смееш на мама што го сортира ѓубрето. Да не ме удираш толку силно по рамо кога ќе ме сретнеш и да не ме прашуваш дали сум си нашол девојка во последно време или можеби сум малечок геј. Да престанеш да го возиш надолу од Холмен Колен тоа чудовиште од автомобил што го имаш и истовремено се жалиш дека нема паркинг места во центарот на Осло. Кон другите да се однесуваш со почит и нежност, вклучително и со романците, кои толку многу ги мразиш затоа што серат по парковите, иако никогаш не си го видел тоа, ниту пак можеш да ги видиш од твојата вила. Оние што ги знам, што ги запознав, користат тоалети што се поставени во парковите. Да не се смееш до смрт со твоето рапаво, лудо смеење кога сум напишал есеи за животната средина и одржливиот развој. Да не ме малтретираш затоа што немам брада. Да не пцуеш и врескаш дека сите бегалци се терористи, без да си запознал ниту еден единствен и не ги познаваш Селда и Рами кои се трудат повеќе од сите нас во класот. Да не го уништуваш расположението кога семејството е заедно, со тоа што ги навредуваш сите и ги нарекуваш неуки, непросветлени и наивни, само затоа што не мислат исто како тебе. Да не се жалиш дека мораш да плаќаш данок. Ти и тета да се разведете. Да бидеш добар и да ја прифаќаш љубезноста што ти е дадена, дури и ако не ја заслужуваш. Да се преселиш во Австралија, Алта или Кина. Да не ме малтретираш дека треба да почнам да вежбам за да не станам таков слабак како татко ми. Да не превртуваш со очите кога ќе ги сретнеш моите пријатели. Да не ги воспитуваш братучетка ми и братучет ми да станат исти како тебе. Да не држиш гадни и злобни говори, маскирани како корисни совети и животни мудрости. Да не ме провоцираш толку многу за да бидам присилен да го читам ова на мојата конфирмација. Но, освен ова, пари, можеби, за да можам да го одведам дечко ми на вечера. Андреа се голем љубител на индиска храна. Он ова всушност и треба да го прочита на конфирмацијата. Да. Да, ова е текст пред сите роднини. Немам што повеќе да кажам. Текст за родители, за роднини. Ова е, знаеш на која тема ме навликуваш, Билјана? Ова е текст што треба да го прочитаат во Биру за развој на образованието. Бидејќи еве сега донесувани закони со кои што родовиот идентитет се трга, например, како основа за дискриминација. Додека оваа книга правилно ги поставува сите тие теми под конзервативната власт на Анова, нашето образование станува уште поконзервативно од претходно и сака да глуми дека известни групи на луѓе не постојат, например. Додека овој текст завршува точно со едно аутирање, да кажеме, пред конзервативниот десничарски селеџиски тети на некој тука. Така што ме пуцате на тоа што сакав да кажам, што додека идов навака се спремав, дека оваа книга е битна, затоа што прави баланс на тоа што образованието е неодговорно, особено Бируто за развој на образование е неодговорно, морав вака да го сручам, да им го пружи на младите низ нивните лектирни и книжевни содржини тоа што суштинствено го бараат и за кое што еве во книгите зборуваат. Така што оваа книга прави баланс и она мора некако да си го најде својот пат. Меѓутоа, вон институционално, бидејќи образованието од неа ќе бега и нема да им
нема да ја биде позитивен пример, нема да ја искористи никако во образованието, така што на тоа ме навлече дека книгата е битна уште еднаш да ја препорачаме за сите што може да не слушаат, да му ја подарат на некој момче или девојче што расте. Момче или девојка, така да. Тоа би сакала за расказов да го кажам. Да не се понашаат убрво како конзервативниот тетен. Да, мислам дека нели на страна од тоа што го наметнува, ги зачнува темите како булинг, токсичната машкост, нетолеранцијата, неприфаќањето, дискриминацијата. Ова е само еден од расказите во книгата каде што ги имаме тие теми. Има еден расказ кој што се вика Ричард, кој што е апсолутен пример на еден мал насилник. Добро, ама тој беше сериозен насилник. Таму насилството е прилично сурово и прилично експлицитно. Са расказот е долг, не би можело овде да го читаме. Мислам дека цела емисија ќе отиде, ќе се изгуби поентата. Меѓутоа тој расказ на исклучителен начин на важен начин ја опишува како доаѓа до таквото насилство. Ведејќи кога ќе се деси нешто брутално, ние се гледаме блидо и викаме добро зашто, како. Тачно таму пишува и зошто и како. Може да доведе до тоа никој да стана се однесува како ајкула, која што околу себе ќе собера неколку други машки кои што се плашат од него и сваќаат дека е полесно да му се биде пријател отколку да му се спротистави. Кое што некој физички напад кој што резултира со тешки телесни повреди, меѓутоа такви настане има често. Кај младите луѓе ги читаме по МВР билтани, ги видовме во Србија, например, во училиштата. Така што тој текст повторно уште еден аргумент зашто оваа книга е многу добра. Да, и мислам дека можеби со самото тоа што некои од тие текстови ќе стигнат, тоа што велиш ти да стигнат до школите, затоа што не беше само тоа во Србија. Ние сме гледале видеа кои што излегуваат каде што, не знам, фрлаат некого низ прозор, или некој се обидел да изврши самоубиство, или некој извршил самоубиство затоа што бил малтретиран и булиран. И мислам дека не знам како поминува времето. Ја станувам можда на моменти безнадежна дека на никој начин ќе успее образованието, нашиве апели да ги чуе, да свати зошто ова што го зборуваме важно. Меѓутоа, до тогаш ништо едноставно да зборуваме за книгите, да пишуваме во медиуми за нив и тоа е тоа. Да, и да ги натераме родителите да ги прочитаат, исто како што ќе ги натераме, ќе се обидеме да ги натераме и децата и да ги натераме да ги видат и тие серии кои што се толку популарни, а кои што исто така можеби отвараат. Дури, не знам дали се сеќаваш за сите контроверзи кои што настана околу 13 Reasons Why, 13 причини зошто, каде што многу родители реагираат дека серијата всушност може да испровоцира некого да изврши самоубиство. Како да не серијата? Не, серијата беше одлична. Мислам, дури на крај веќе никада стана и прилично вознемирувачка, меѓутоа првите 2 сезони кои што се занимаваа со како дошло до тоа, како булингот суптилно те оштетува и неможноста не толку булингот, колку што неможноста да го искомуницираш со твоите најблиски. Она не можеше да зборува со родителите, не можеше да зборува со учителот и кога се обида да му се обрати, го релативизираше тоа што и се случило. Психологот, всушност. Тој беше школски психолог, беше некако психолог, педагог, кој што немаше не уши да ја чуе, немаше срце фактички да ја чуе. Она не можеше да допре до него, он го релативизираше нејзиното искуство, долго искуство, понатаму просто не е ни самиот булинг во комбинација со неможноста правилно да го искомуницира и да биде слушната, резултираше со самоубиство. Не тоа што некој млад човек евентуално би ја гледал серијата, напротив, серијата може да му помогне како својот проблем да го искомуницира.
некому друг може да му помогне како да му се најде на човек кој што е во таква ситуација. И како да препознае така. И како да препознае точно. Сериите ни предизвикуваат самоубиство, предизвикуваат насилството и неможноста да се искомуницираат проблемите кои што тиштат долго време. Сериите напротив се пат кој што се медијатор никаков до јавноста, така што тој став е погрешен. Тука родителите од страв фактички, од никаква параноја ги лишуваат, од страв го прават, од обид да ги заштитат, фактички ги пригушуваат и ги маргинализираат, ги ставаат под тепих прашањата наместо правилно да ги тематизираат. Да, се согласувам. Ќе продолжиме понатаму, одиме уште малку со музика, па се слушаме пак. Добро. Eternally, so take me in turns internally. When I'm on fire, my body will be forever yours, nocturnal me. An ice campfire, all burning wood, in a world of wire, ignite our dreams of starry skies, and you and me, us realize our bigger themes of take me eternally, forever yours, nocturnally. Take me eternally, forever yours, nocturnally.
inspiration in anyone who's ever gone and opened up a closing door. She said we were never feeling bored, 'cause we were never being boring. We had too much time to find for ourselves, and we were never being boring. We dressed up in thoughts and thoughts make amends, and we were never holding back, worried that time would come to an end. When I went, I left from the station with a haversack and some trepidation. Someone said, if you're not careful, you'll have nothing left and nothing to care for in the 1970s. But I sat back and looking forward, my shoes were high and I had scored. I bolted through a closing door. I would never find myself feeling bored, 'cause we were never being boring. We had too much time to find for ourselves, and we were never being boring. We dressed up in thoughts and thoughts make amends, and we were never holding back, worried that time would come to an end. We were always hoping that, looking back, you could always rely on a friend. Now I sit with different faces in rented rooms and foreign places. All the people I was kissing, some are here and some are missing in the 1990s. I never dreamt that I would get to be the creature that I always meant to be. But I thought, in spite of dreams, you'd be sitting somewhere here with me. 'Cause we were never being boring. We had too much time to find for ourselves, and we were never being boring. We dressed up in thoughts and thoughts make amends, and we were never holding back, worried that time would come to an end. We were always hoping that, looking back, you could always rely on a friend, and we were never being boring. We were never being bored, 'cause we were never being boring. We were never being bored. Назад во книжевна лабораторија, тука сме со Лени Фрчковска, отворивме доста теми, не знам колку сме како да кажам, дали успеваме да ја одржиме линијата и да ги опфатиме сите работи што сакаме да ги кажеме, затоа што имаме премногу работи што сакаме да кажеме. Но се надевам дека тие што не слушаат ќе извлечат нешто корисно од сето ова, или можеби ќе се заинтересираат за нешто од овие теми, па можеби некоја трибина од ова да излезе понатаму. Нека ја најдат книгата, нека ја поклонат на никој тинејџер, направила повеќе од доволна, стварно. За почеток. Да. Сега ќе прочитаме, значи до сега зборувавме за овој монолог и е прилично, како да кажам, отворен за многу толкувања, тоа е она што го заклучивме. Бидејќи има две страни. Тоа е страната на детето кое што раскажува, на момчето кое што момче веројатно, но не е ни тоа премногу јасно, но
според сликата претпоставуваме дека е момче, но може да е било, може да е и женско. И тоа е едната страна, и другата страна е страната на мајката, која што е раскажана посредно низ оваа приказна. Секојдневието ќе мириса на салама. Секојдневието ќе мириса на салама и на топол асфалт. Не на затрескана мајка и гадна колонска вода на оној незиниот нов тип. Мириса на фришоп. Мириса на зелка. И телевизорот ќе биде вклучен на дневни вести 18 и ќе има нормални вести и никој нема да смее да го исклучи телевизорот затоа што сака да пушти джез. Ќе има нормално време за спиење, а не онакво додворувачко време кога го исклучуваме светлото на плафонот во кујната и наместо тоа палиме свеки и јадеме чист дудлс дури ако е вторник. Ќе има нормални звуци во куќата. Не гласна идиотска женска смеа која се кикоти на лоши шеги и звучи како незрела тинејџерка и како да се повишува на крајот за да изгледа сладко. И прегратките да бидат нормални. Не долги, млаки и значајни прегратки, чие значење треба никако да го разберам. Гушни ме, силно, брзо, обично. И нормални спакувани ручеци, ве молам, со сирење и шунка и повремено со парче краставица. Нема повеќе сандвичи на катови со парчиња лепи мајонез, со значење и чоколадо и белешка која вели: денешниот ден ќе биде фантастичен. Уживај. Не позајмувај го мојот Spotify. Не стапнувај во мојот живот. Не станувај некој друг. Не вели моите kids. Не поставувај нова плочка на вратата со нови имиња. Не ослабувај. Не влегувај во мојата соба пред повторно да станеш нормална. Добра. Ја да почнам? Да. Добра, ја и Биби додека идеа Pet Shop Boys во позадина, дискутиравме за текстов, бидејќи од една може да се чита на неколку начини. Од една страна дитава синот, кирката се едно, е веројатно вознемиран поради тоа што едноставно не му се допаѓа новиот дечка на мајка му го минува животот, му мириса на зелка, веројатно никој не мириса на зелка. Меѓутоа му пушта джез дома, мајкава е заљубена и лепарша се кикоти, се обидува да биде заводлива, флиртова. Тоа е една приказна за детава која што не му се свиѓа новиот дечка на мајката. Меѓутоа, од друга страна, ако сега сакаме подлабоко да ја читаме приказната, постои можност да едноставно детево има авторитарен став и му пречи новиот човек на неговата мајка, меѓутоа нема никоја реална причина за тоа, освен што знам, може да е благо посесиван од никои причини, може би ја му смета вниманието кое што не го добива, може би му смета промената, може би постои некаква приказна за неговиот татко претходно, дали воопшто постои во приказната, дали е починат, дали е може би само делумно присутен, така да може да се чита приказна за едно несрекно дете, а може да е едно прилично претенциозно и посесивно дете кое што просто не ја пушта мајкава да има свој живот, која што па при тоа се труди прилично да ги спои двајцава и да се грижи, да воспостави никаков нов живот, така да ова може да се толкува на различни начини. Мислам дека ова дете е прилично каприциозно и прилично тешко, Билјана, не мора да е баш само жртва тука на некоја ситуација. Да, меѓутоа сака да биде слушнато во секој случај. Во секој случај сака да биде слушнато, ама па и не мора баш да диктира односи. Знаеш, никад сајна децава треба да им се сржи, не дека треба па им да не дека треба секоја дискусија да ја водат секогаш и да презамат се. Да, но можеби тука треба да се види оној другиот аспект, оној што можеби повторно сега ќе не врати кон адолесценција. Тоа е оно што мене најмногу, да речеме, погоди во таа серија, што и целата идеја за таа серија е да се покаже дека од едни сосема нормални родители, од едно сосема обично семејство, во кое што таткото, иако на почетокот се прашуваш дали таткото е насилник, дали таткото едноставно само во неколку ситуации или во повеќе ситуации, не можеме да знаеме, не постапил правилно. Не изреагирал на вистинскиот начин или не изреагирал на начин
кој што се барал од него. Во смисла свртел глава кога синот изгубил така Ништо на фудбал фудбал, биша, никакви како и поими, да е. ништо тоа. Сега, таму зборуваме за екстремна ситуација, за дете кое што заклучивме, има некакво оштетување, односно детето е болно на некој начин, да речеме. Меѓутоа, можеби, сигурно, бидејќи и во разговорот со психологот се покажува тој момент. Меѓутоа, повикот за внимание и повикот за барањето на некаква, да речам, вистинска соодветна реакција од родителот и недобивање на неа. Мислам дека тоа е еден момент кој што и овде го гледаме во овој расказ, затоа што детето бара мајката само да биде нормална, ако може, повторно. Па, добро. Затоа што, знаеш, зборуваме за два случаја кои што се тотално различни. Знаеш, во адолесценцијата можеш да ја гледаш од различни аспекти. Например, семејството е сосема нормално семејство. Секој родител повеќе пати во својот живот постапил несоодветно. И тоа е нормално, и тоа е сосема нормално. Не постои совршен родител, веројатно родителството е едно од најтешките работи што од кои просто нема пауза, не можеш да се одмориш кога веќе имаш дете, тоа секој ќе постапи многу често несоодветно. Веројатно никогаш само треба да се врати на тоа, да се извини, да се објасни и животот иде понатака. Така што таа серија тукму тоа го тематизираше како може да се случи такво насилство, да се израсне такво дете во околности кои што се нормални. На крајот во таа една тешка дискусија меѓу таткото и мајката, они викаат ние го создадовме него, меѓутоа ние ја создадовме и киркани. Истите родители, истиот дом, така што единствено мајката во еден момент кажува, јас на тоа обрнав внимание во серијата, која викаше можеби неговите тантруми, неговите напади на нервоза требаше во тие моменти да ги пресечаме. Пошто сугерираше дека имало детето никакви такви напади на нервоза дома и можеби во тие моменти требало другачија да се изреагира. Меѓутоа таа серија мислам дека е заради тоа многу добра, бидејќи она кажува дека фактички не може да се не може да се апелира на одговорност само на една линија. Абсолютно. Затоа што просто родителите, особено денес, како на интернет, мислам, децата живеат во некакви светови во кои што ако они сакаат, никој возрастен нема да има никаков удел во тоа и може апсолутно да не знае дека понатака постојат, сите ние имаме сакале некеле, ги градиме на животот различни идентитети, различни личности, знаеме да бидеме со различни луѓе. Една сум со родителите, една со едниот родител, една со другиот, една со брат ми, различна сум со своите пријатели. Мислам, сршта на карактерот е иста, меѓутоа некако успеваме да се однесуваме различно. И веројатно така тоа дете во серијата успеваше да ги вози своите родители. Дури ни професорите, никој немаше увид во тоа што се случува во таа меносфера на интернет во која западна. Од друга страна, потоа се поставува тука прашањето за диагнозата, ведејќи кога би биле вие предмет на булинг, психолозите викаат дека најчесто ќе се повлечете, нема да сакате да одите на школа, нема да сакате да бидете дел од светот што ве булира. Додека да извршите така брутално насилство, треба да носите нешто во себе кој што во известни околности ќе излезе на површина. Така што таа серија е толку длабока и толку комплексна, што ја не би можела, например, сега да се задржам на една перспектива од неа. Апсолутно. Се убедав, вчера баш со некого разговарав и некој ми кажа, можеби мајката требала да биде подцврста и дома да постави слика на тоа дека жените може да бидат цврсти, а не само љубезни и фини. И тоа е некакво читање, меѓутоа и тоа не е целосно и не е апсолутно. Така што да, Не, ама затоа велам, и овде се две перспективи во прашање. Најмалку две перспективи. Најмалку две, можеби и три. Па партнерот гарант не мириса на зелка. Не Мислам, мириса на човекот вајда доаѓа, слуша джез, се обидува да биде љубезен и тоа е тоа, така што да, ова е приказ на повторно за никаква чудна некомуникација.
удање на прсти еден околу друг, нешто такво би било. Да. Добро, ние ќе продолжиме уште малку со музика и ќе се вратиме веројатно уште еднаш пред да кажеме чао. Идеме со музика.
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Split. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I
got for me, and I just can't get enough, and I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free, and I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love, and I just can't seem to get enough. Книжевна лабораторија на Стереолаб, Билјана Црвенковска, гостинка во студио Лени Фрчковска. Го привршуваме разговорот во кој што отворивме многу теми и дилеми. Дилемите се всушност, мислам, и најголемиот дел од овие теми, затоа што има многу страни, многу аспекти кои што мора да се разгледаат и ништо не е наивно, туку се е многу сериозно. Што знам, мене, например, не ми се создадува толку дилеми. Јас сум сигурна, прилично сум убедена и повторно ќе се вратам на мојата омилена тема со која се досадев сама себе. Јас сум убедена, немам дилема дека образованието не е доволно храбро да излезе во приспред на младите луѓе, да им ги отвори темите кои што им се нив битни, на начин кој што им е важен и да ги третира како свесни и зрели соговорници. Така што додека они тоа не го прават, а тоа ќе трае уште долго, би требало едноставно луѓето кои што познаваат некој млад човек, кој што или мислам машка, женска, сведно, кому му е родан да нели нешто, да одат да му ја купат книгата и да му ја поклонат и ќе направат нешто фино и нешто корисно и нешто прилично едукативно. Така што, да, не знам, ја не си отворив никој посебни дилеми тука. Види, тука нема збор, значи, тоа што ти го кажуваш е апсолутно така, значи, образованието мора... Кај нас е проблем што ние наоѓаме постојано на некакви контрареакции, на ужаснувања од страна на родителите кои што мислат дека ако се воведе некакво си сексуално образование, дека нивните деца ќе станат не знам, мислам се да... Јасно ми е. Не, тие луѓе се отпорни на здравиот разум и на сите аргументи. Знаете, вие им велите, им читате статистики, им викате во Холандија, откако е воведено сексуално образование, возраста на првиот сексуален однос се одложува, наместо претходно 15 станува 19 години, процентот на бременост кај млади луѓе, не сакана бременост, е многу намален. Сексуално преносливите болести се многу намалени, понатака. Или има два типа на сексуално образование. Едно е холандското, кое што е објективно отворено и учи најчесто. Ако веќе се впуштате во тоа, користате заштита, додека постои американското, кое што чија што основен фокус е на тоа да го одложиш и никако го мистифицираат сексот и го прикажуваат како нешто кое што е интригантно, но треба да се избегне и фактички они создаваат искушение наместо да ги тие се две линии кои што понатака се статистички после 10 години анализирани. Едново нема резултати американската, додека оваму каде што е Белгија, Холандија, па и Албанија, каде што мислам дека Албанија беше третиот пример за кој читав, каде што ако правилно се постави, отворено се дискутира, се демистифицира, не се создаде табу, него се наруши табута, фактички се случуваат промените се различни од она од кое што конзервативните родители се плашат. Меѓутоа повторно,
образованието не може да се поведе на конзервативните ретроградни ставови на тие луѓе. Не може луѓето во Биру за развој на образование да стравуваат од петиции на родители кои што не знаат што зборуваат. Ние донесуваме одлуки, окей, слободно, еве дадете на суд. Они им се плашат на тие луѓе и како жртва на тоа паѓаат млади луѓе кои што добиваат или не добиваат образование. Понатака имаме кај нас, например, за разлика од Холандија, која што има нормално сексуално образование, кај нас, баш читав денеска се спремав за емисија, например, кај нас возраст за прв сексуален однос најчесто е 15 години кај машко, 16 кај девојче, имаме висока стапка на тинејџерска бременост. Така што и во тие ситуации Бируто за развој на образованието ги слуша ретроградните ставови на некои 20 родители кои што едноставно се во грешка, кои што прават грешка. Ги слуша или едноставно попушта под притисокот? Во ред, меѓутоа, они се институција на системот која што не може да пред таков тип на притисок да попушта. Нивно е да бидат храбри, они се неодговорни и немаат храброст за работата за која се платени. Се изнервирав. Спомна Преска дека адолесценција ќе влезе во... Да, во Британија во средно образование ќе се дискутира во школите, мислам дека Netflix им дозволи тоа, мислам да го прават бесплатно, така што дури премиерот даде изјава дека нешто бил предвид земан во таа дискусија, гледал серијата со своите деца, била вознемирани сите дома, нормално. Меѓутоа, небитно тоа, во средно образование тоа што ќе се дискутира е многу важно и тоа повторно збори како во некои системи образованието е одговорно и како одговара, како дискутира со младите за теми кои што им се сега важни во моментот и кои се актуелни на начин кој што е актуелен. Не можеме да збориме за растењето и адолесценцијата и да ја цитираме, не знам, љубовникот на Леди Четерли, да ви биде лектира или Ана Каренина, едноставно. И Оркански висови. Тоа се супер книги и треба да бидат лектири, меѓутоа не низ нив современи прашања да се читаат затоа што е смешно и затоа што едноставно ќе најде на подсмев, кај младиве и треба да најде на подсмев. Едноставно, тоа е тоа. Така што би било добро нашето образование да изненади, например, и од 2 година или 3 средно да гледаат адолесценс. Би ме изненадило многу позитивно. И општо да се размислува за тоа да се гледаат филмови, серии кои што паралелно да се читаат со книги кои што обработуваат слични теми, нели она што сме го зборувале дека е исто така нужно да се направи во основното образование. Не знам, ако се обработува некоја лектира да се гледа и цртан филм кој што е на сличната тема, така. Или кој што е инспириран на книгата. Па добро, тоа го прават во Хрватска, тоа го прават во Франција. Имаат такви посебни медиска култура програми кои што врзуваат книжевност со филм, па ги дискутираат и се покажува повторно на терен дека го зголемува најчесто интересот за книгите. Така што тоа е корисно и тоа би било добро да се направи. Наша нивно е да го направат, наша постојано да инсистираме. Тоа е тоа. Да, и борбата да продолжува. И да биде забавно. Добре, јас би сакала тука некаде веќе и да полека се одјавам. Значи, ова е само, да речам, едно зачнување на оваа тема, затоа што мислам дека дури да бевме и повеќе луѓе во студио, мислам дека можеби барем да имавме уште еден соговорник, мислам дека немаше ни 2 часа да ни се доволни за ваква емисија, но затоа решивме да пробаме само да отвориме и да натераме да ги натераме нашите слушатели, родители да размислуваат повеќе, да речам, за овие работи, да читаат повеќе, да гледаат повеќе серии и да се обидуваат да ги слушнат, да речам, тие некои повици на младите луѓе, без разлика колку се, како рековме, младите луѓе, Не, овде како рековме за оваа приказна дека Па добро, тука имаше претенциозно и посесивно детата. така, без разлика колку се претенциозни или не се,
колку се реални, колку се длабоки или не се, затоа што мислам дека во секој повик има некоја позадина, некоја суштина која што ќе е важно да се исчепка и да излезе на површина. И секако да разговараат. Колку повеќе и тие самите ќе читаат и ќе гледаат, ќе бидат натерани да разговараат повеќе. Апсолутно, и ќе имаат дули вокабулари, теми и примери со кои што ќе можат да пристапат. Сега некада на почеток на 2000-та година тоа се случуваше со серијата Сексот и градот. Знам дека имаше истражување некој за тоа како отворила прашање некој кои што после се дискутираат помеѓу родители и нивни там кирки, синови си. Но сега таа серија веќе пустара, меѓутоа истото може да го направи Sex Education, зашто да не Adolescence. И многу други серии што се сега актуелни, што ни ме паѓаат на памет во моментов. Добро, и Еуфорија која што беше доста екстремна, меѓутоа Еуфорија за над 16 години, меѓутоа и над 16 години сепак е тоа возраст на ранливост и на адолесценција. Да. И добро, јас би сакала да ви се заблагодарам на сите што бевте со нас, што не слушавте. Нормално да се заблагодарам на Лени која што нема на што. Веднаш прифати да дојде и да разговараме и да бидеме дел од книжевна лабораторија. Се слушаме повторно следниот вторник од 18 часот со сосема други теми, со сосема други гости. А сега продолжуваме уште малку со музика. И тоа е се од мене. Билјана Црвенковска. Добра, фала ти што ме викна, Биве. Се гледаме друг пат. Пак. Да. Секако на некоја трибина. Добро. Одиме со музика. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Well, just the beer like to guide us. So we bitched about his fans and should we crush his sweet hands? Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break out the band.
Dancing by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon. Sit down with due care. Don't walk away in silence. Don't walk away.
Книжевна лабораторија на Стереолаб. Муабети за книги и стрипови, за промоции, книжевни фестивали и настани, интервјуа со писатели, преведувачи и илустратори. Муабети за сценарија, за филмови и серии, за текстови од омилени песни. Читање и скитања низ уметничките простори каде што царува зборот, а понекогаш и тишината. Муабети за книги, музика, филм и се помеѓу. Книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума. Секој вторник од 18